Почитувани, добар ден, пред нас нова работна недела, а ова е понеделничкото издание на Црвена линија. Еве со вас во ова издание за што ќе говориме. На клиниката за онкологија се повторува проблемот со недостиг на лекови. Кризата е вештачка, тврдат од ВМРО ДПМН, а за хаосот на онкологија СДСМ ја обвинува власта, а директорот на Фондот за здравствено осигурување недостигот на лекови е во зголемениот број на пациенти. Она што прашуваме денес, има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија? И анкетата на Инстаграм е со истото прашање. Тоа значи дека треба да не заследите веднаш, да кликнете на Инстаграм стори, еве како изгледаме таму, го поставуваме ова прашање и тука, како денешна анкета. Повторувам, има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија, што се однесува до Инстаграм стори. Секако, ако вашиот одговор е да, кликате на полето каде што е да, како е вашиот одговор не, кликате на полето кое што е не. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на Нина Стефанова, а подоцна почнуваме со вас. До крајот на оваа недела проблемот со недостигот на биолошка терапија на онкологија ќе биде решен, вели министерот Таравари. Според него треба да се разјасни дека не станува збор за недостиг на целата онколошка терапија, затоа што 90% од лековите кои се користат ги има во клиниката. Недостасува биолошка терапија и тоа само 6-7 дена. Се надевам оваа недела веќе ќе биде снабдена клиниката за онкологија со биолошка терапија, така да ние до сега сме имале дури повеќе од колку минатите години биолошка терапија. Меѓутоа, побарувањата од пациентите се многу поголеми, затоа веќе имаме и протоколи и конзилиум од доктори, бидејќи навистина е луксузна и не треба да се даде баш секаде. Таму кај што е индицирано и таму кај што лекарскиот конзилиум ќе одлучи дека треба да се даде биолошка терапија. Првиот човек на Фондот за здравство смирува дека за многу укусо време биолошката терапија ќе биде достапна. Сега доаѓаме од состанок со директор на клиниката, еден дел ќе бидат решени со донации кои ќе се реализираат во текот на неделата, пошто лековите се присутни во Македонија, ги има на залика во Македонија. Дел ќе бидат со анекси на договорите и тоа го шистуваме денеска и утре со јавните набавки, така да мислам дека критичните лекови ќе бидат многу брзо достапни. Во меѓувреме, во соработка со Институтот за патологија и ПЕТ центарот се разгледува план за скратување на времето кое е потребно за дијагностика, за да има смисла вложувањето во посебно скапа терапија, вели Клековски. Тоа значи до екипирање на патолошки лаборатории надвор од Скопје, зголемување на капацитетот на ПЕТ скен, забрзување на постапките. Во терапевскиот дел, оно што ќе го направиме во моментот е зголемување на условниот буџет за речиси 40-50%, тоа треба да биде одобрено оваа недела. И ќе биде тоа еднозначено скокнување. Некои од критичните лекови ќе бидат зголемени два пати, од 3-3.500 вијали на 6-7.000 вијали годишно. Во тој случај треба да се разгледа и децентрализација на терапијата за да може да се подига и надвор од онкологија, рече Клековски. Се размислува да се реорганизира клиниката за онкологија и да функционира слично како трансфузиологија, вели Таравари, со единствена дирекција и директорот да може да ги управува сите подединици низ градовите каде може да се подели терапијата и да се координира, што значи децентрализација на онкологија во интерес на пациентите. Според податоците на Министерството за финансии, за четвртиот квартал долгот на Универзитетска клиника за онкологија е над 10 милиони евра. Почитувани, сега на поток сте вие до Црвена линија со вртење на телефонскиот број 02-307-005. Секако една важна напомена од технички аспект, јас ве замолувам, ова особено важи за оние кои што можеби за прв пат ќе посакаат, а верувам ќе има такви да се вклучат во денешната дискусија. По вртењето на нашиот број, задолжително намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. 02-307-005. Црвена линија денес прашува има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија. Истото прашање е
поставено и како анкетно на Инстаграм, но и нема да изоставам да ве подсетам дека на Фейсбук, сега доколку не заследите, учество во Црвена линија можете да имате и преку коментари и споделување. Секако коментарите ќе ги читаме измеѓу јавувањата, а оние кои што ќе се јават се разбира својот став, своите мислења секако ќе треба да ги кажат во рамки на пристојниот говор. Еве на почеток и таа напомена од етички аспект ќе подсетам, Црвена линија не дозволува се активира ако се користат погрдни зборови, говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Нека бидат такви и коментарите на Фейсбук, значи без таков речник со цел да ги прочитаме во јавност. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас сум Васко Јосиповски од Трновци. Се представувам бидејќи сакам она што ќе го кажам да биде разбрано како што сум го кажал и јавноста да знае дека е кажано од мене да не биде скриено. Од ова што го гледам на телевизије, припукувањата помеѓу Мизрахи и Филипче, можам да речам само Господ нека им е напомош на пациентите. Се однесуваат и двајцата како деца во прво оделение, едниот учителке овој ме глоцна, другиот учителке ова ме утри, што не е во ред. Се знае кој како требало да постапи, доколку не постапил, има одговорност. Значи, поднесете тужба, обвинете го, нека сноси одговорност. Тоа е единственото решение. Решавање во стилот овој направил вака, овој направил онака, не може никогаш да биде решение. Тоа е само замајување на јавноста. И уште нешто друго. Што можете да очекувате во земја каде што за магнетна резонанса ве закажуваат после 30 дена? Значи, ние немаме распаднат систем на онкологија. Ние имаме тотално коматизирано здравство во оваа држава. Тотално коматизирано. Обидете се да го добиете бројот на Министерството за здравство. Ќе видите дека едноставно не можете да стапите во врска. Дури не ни звони таму. Големо благодарам за вашето учество и секако што со јавноста ги споделивте вашите мислења, ставови и одговори на нашето прашање. Останете секако со нас, време е да слушаме и останатите гледачи какви одговори ќе дадат на прашањето. Според вас има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина, Господине Роме, еве, ви се чини ли дека има надеж за онколошките пациенти во Македонија? Видиш, Тина, Ве ако слушам. имаат памет овие со се во власт, треба да има. Ама и доктурите помала плата име. Нека се свести народот, политиката е политика, а докторот лечи луѓе. Од докторот зависи дали ќе се лечиш или не. Јас сум стениран, бакрачески ме стенира мене. И му благодарам ми го даде здравјето. А на докторите не им зголемат платите. Ја имам ученичка медицинска сестра. И поетска торовина за неја. Сега не знам да ти кажа. Може? Ајде, ве слушаме, имате 46... Е така. Слушајте на брзина. Крисо Мори Кристијанке, моја мила ученичке, задоволство ми е што од моето учење стана медицинска сестра да лечиш луѓе, христијани и од другите народности. Да си жива и ти и твојата фамилија. Од твојот учител Роме од село Бижево. Поздрав! Благодарам многу, господине Рома. Продолжуваме понатаму, секако останете со нас да слушнеме други одговори. Добар ден! Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Поздрав до Латина и поздрав до цела Благодарам екипа многу. на Телма. Па многу тешко. Господ напомош да е на пациентите на онкологија, ама не само на онкологија и сите други лица кои што имаат здравствени проблеми, а меѓу нив сум еден и јас од нив. Сега, благодарение на тој стручњак сега што ни е министер за здравство, почитуваниот господин Таравари, сакам баш да го прашам, и тој беше на една студија, каде што мене ме ставија,
каде што можев да одам, да се движам со таблети лаквинимод. Поточно се работи за мултиплекс склероза. И после таа терапија, сите пациенти што бе представени на тоа, ме завршени во инвалидски колички. А така да такви министри кога имаме, многу стручни, најверојатно мој ќе го слушни министерот или некој ќе му пренесе, сега тие таблети ги нема на светско ниво, уште еднаш ќе ги повторам, лаквинимод. Зашто не може за онкологија, ќе кажам, еден список да се направи на пациенти? Толку ли е тоа тешко? Па тоа ќе го направат деца од 5 оделени, еден список ќе им направат. Поздрав, пријатно. Голем поздрав до вас, големо и благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Ке подсетам во меѓувреме, продолжете со коментари, се разбира и споделување на Facebook, нашиот профил е Црвена линија. Темата за која што говориме, како и секоја, се објавуваат и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден. Поштовани госпожа. Голем поздрав до вас. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели. Благодарам многу. Последното прашање, последната онколошките пациенти дали има надеж. Само Господ да им даде здраве, среќа. Надежта во Македонија се сотре пред 33-4 години, кога дојдоа на власт и СДС и ВМРО и ДУИ. Све дојка тие се на власт, надеж ке нема не само за овие пациенти, ке нема за обичниот народ, за граѓаните, да ги снема од оваа политичка сцена. Јас пред малце, како патриотија пензионер на друга телевизија кажам, ако сакаме да има ред во сите сегменти, па и во ова, само државата да се даде под наводници на Словенија, словенци да дојдат тука да ни прават ред и закон, да видите како ќе се оправиме. Само камшикот да игра. Иначе вака само ќе се избориме, што сета почетна вие телевизиите, ќе си правите емисии, ние ќе се нервираме. Срамота да се дојде да бараш ти хуманитарно некои донации за пациенти и болни, а се украдоа милиони. Дали некој одговараше? Никој не одговараше. Само Словенија, како се работи 10 години да не опре, иначе вака, од јутра до сутра ќе си правиме мобет. Бидете поздравени, се најдобро. Благодарам многу, се најдобро и вам. Секако останете да слушнеме и останатите гледачи што ќе кажат во Црвена линија. А веќе имаме и коментар на Facebook, уште еднаш подсетувам, коментирајте и споделувајте преку измеѓу нели јавувањата на гледачите, ќе читаме и дел од коментарите. Целе Алексов еве што напишал на профилот на Facebook под нашата тема. ВМРО ДПМН да си ја превземе одговорноста, нека не префрла кривица на други. Во онкологија е хаос. Има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија? Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Па види вака, ако гледаме кој е канцерот во државата, го сте го пишале канцерот. Значи, не може да функционира онкологијата, зашто треба кога канцерот владее со државата. Значи, ние имаме проблем со политичките партии. Овие политички партии, заедно со овие браќава по оружје од рамковниве, владеат добри 34 години со оваа држава. Тоа значи дека ги метастазирала болеста, лекот може се уште може да се убризга, ама лекот ќе треба да дојде од страна некаде. Вака по моја проценка би требало да дојде од Москва. Кој како ќе разбере ми е гајле, важно, ја можам да речам само од Москва лекот доаѓа. Ова што даваат од Вашингтон, дека Вашингтон ќе ставала на црни листи некого, тоа продавање басма. Значи, ова работа со онкологија не е од сега, че од кога станавме независни како држава, како влезе канцерот со државата, поддржан од Америка, од незините сојузници, така наречената меѓународна заедница, еве до кој степен стасавме, и тоа
Јас што ти вика 50% вика кај мене у онкологија умираат вика, а у кардиологија вика 80. Мајката треба да се течеме уште, поздрав пријател. Благодарам многу за вашите 90 секунди во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сме јарни. Да, ве слушаме, повелете. Вака. Канцерот не е од сега измислен, и прво мислам како што е, да речеме, болеста, туку многу поодамна. Мутирана клетки кои што само се репродуцира. Наместо кислородот, значи да го земе за нормална работа и таа значи ги зима глюкозот, тоа што треба да излезе надвор од телото. Една работа. Имате многу добро истражувачко новинарство кој што ве охрабрувам да трнете по некои патеки. Новинарот Зоран Божиновски Буре вестник, значи има докази кај него. Кога Никола Тодоров, внесе преко Сирија, од Сирија, значи преко Турција, во Турција кај што се лепени бандеролите, и во сител телевизија доле, значи во тие простории се чувани тие црвени цитостати, кои што не се ни цитостати. Него тоа беше обично плацебо лек, немаше ни лек, тоа беше обична вода. Така да, во тој период, значи, ве охрабрувам истражувачко новинарство да провери колку пациенти умреа. И кој што е едни од тие мои родители. Со тоа што сите што зедува цитостати црвени од Србија има 50-50 шанса за преживување. Значи, во тој предел, ја ве замолувам како истражувачко новинарство, ево код Снежана Луковска може да провери, може да го повика Зоран Буре вестник, докази има кај него фермани од 30 и нешто страници сигурно се. Толку од мене. Благодарам многу за учеството во црвена линија. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. Па има ли надеж за пациентите на онкологија во Македонија? Вистината. Груевски ВМРО ДПМН тамо некаде пред 2016 година купија со наши народни пари систем за точна, прецизна делба на лек на секој болен во онкологија. Значи, систем се купи со наши пари, че добродетелите Груевски ВМРО купија систем за точно делење лек на секој болен во онкологија. Што направија брајката по Тито и по Југославија од ДУИ и СДС? Тој систем, скапо платен, го фрлија во изба. Кој злосторнички чин? Го фрлија во изба и почна да ги крадат пациентите, значи Титовите леви брајча, ленинисти од ДУИ ОНА, УЧК и СДС, комунјарите, ги крадеа пациентите 7 години. Болни од рак, нечи керки, синови, брајќа, мајки, татковси ги крадеа, ги убиваа буквално. Че тоа го правеше СДС и ДУИ. Кој ги донесе на власти СДС и ДУИ? Апасиев, шарените. Кажете ми сега во моментот, ви се чинили дека и веќе има решение и сега ќе има надеж за пациентите на онкологија во Македонија? ВМРО Демократско-христијанска партија купи 150 нови комбиња. Ево овој систем го купи, че направеше клинички нов центар Груевски. Оти Груевски беше добротвор, градител, со многу дела во Македонија. Цркви, манастири, конаци, фабрики, се градеше Груевски. Но го турна тие што сакаа да се самоуништуваат. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден, голем поздрав до водителката. Голем поздрав до вас. Ве слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да. Да, повелете. Јас мислам дека нема надеж за онколошките пациенти. Може и времено нешто ќе се стори, ама за понатака пак исто така, државата многу е пропадната, ние сме веќе до гуша во кал, дека нешто ќе се случи, натака ништо. Јас живеам во Битола. Ние немаме опšte државно здравство. Ние сите одиме по приватни, и не бркат од болниците. Клиничката болница ништо не работат, лежат таму седе. Ако појдеш таму да го разболиш некој доктор, со стап ќе те отепа. Верувајте, толку лошо нешто се случува. Немате видено што болница шо е. Абе тифусара. Ние ја викаме тифусара во последно време. Толку е таму нечисто, толку е чудо нешто. И такво едно арогантно однесување. Ќе те јесвано како партал не те гледал. Многу чудно однесување на докторите. Зошто ја одбране таа професија ако не ја сакаат? Јас мислам дека човек ако не си ја сака работата, дека не прифаќа таква, дека не учи за тоа.
Сега ова е, мене нема некоја надеж за овие луѓе. Тие дип вршат голем притисок, ако нешто времено му се реши. Така сметам јас. На прашањето да одговорам директно, времено може, а понатака ако си тие некои скапи не можат да ги набават, нашата држава распадна. Готови сме ние. Ви благодарам на сослушувањето и ве поздравувам од Битола многу. Големо благодарам секако за учеството во ова издание на Црвена линија. Препорачуваме да останете со нас, бидејќи се уште пред нас имаме време да слушнеме уште многу јавувања и многу одговори на денешното прашање. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Дали се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Повелете, ве слушаме. Ало? Ве слушаме, можете да почнете. Се слушаме? Да, Значи, вака, прво, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Прво сакам да кажам една работа, дека ситуацијата во онкологија не е сјајна. Бидејќи никој не може да знае што се случува во онкологија додека не влези во таа врата. А таа врата никој не ја посекува. Значи, цели 3 години јас сум со мајка ми на онкологија, боледува од карцином на дојка. Што значи? Недостаток на персонал, медицински сестри, лекови. Веќе еве цела недела слушаме тема онкологија. Значи СДСМ, ВМРО, СДСМ. Значи ако погрешила СДСМ, што значи има поставка во јавното обвинителство. А ВМРО сега префрла топка поново на СДСМ. Што значи? ВМРО во моментот е должна да си набави лекови, биолошки лекови за пациентите кои што се моментално болни. Не треба да се остават без ако е крив, нека се поднеси јавното обвинителство преставки. Благодарам многу за учеството и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Бидо сум според телефон. Некако изгледа важам во вашата емисија како некој критичар, али мислам дека никого не вреđам, никого не употребам лоши зборови. Видете, нели испадна афера дека со статистиците завршува на Костело. И сега тоа се заборави и сега повторно тема за онкологија. Значи, дали некој мисли дека тоа луѓето го заборавиле, не го заборавиле и сега поново се едно исто прашање. Значи, не можам вака конкретно, директно да кажам, меѓутоа не сме некој да биде таму од тие главе. Значи, тоа е факт. Значи, тоа се заборави, сега поново сито статистиците, луѓето беа лечени таму, нели, со тие, како се вика, со витамински, сега, они завршуваат таму, са таа афера се забор и поново прашање, за тоа се не правам критики, можда важам, па ќе кажам критичар кај вас. Не се кријам, никого не вреđам, така ми одговара емисијата, така се враќам од работа и ве затекнам. Па драго ни е што активно учествувате, мора да признаем. Така, фали на вас. Меѓутоа, зашто не се покрене тоа старото прашање, сега ново, а старото се заборавило? Значи, тука е грешка и од вас. Благодарам што активно учествувате во Црвена линија и драго ни е што прва работа сме ви кога ќе дојдете од работа и секако што и ве споделивте со гледачите кој е вашиот одговор на прашањето денес, а тоа дали има надеж за пациентите, онколошките пациенти во земјава. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Вака за мене лично ќе кажам,
посебно овие три големи политички партии се највиновни што се случува ово во онкологија. Но во овој момент највиновни ќе бидат тие што се сега на власт, затоа што тие зеле власта, ја презеле одговорноста и тие се должни да набават на време лекови. Кога носеа буџет, требаше во буџетот да се настави ставка каде што овие наши лекови кои се премногу скапи, кои не може да ја купи пациентот од својот буџет, значи да има резерва и во секое време да може да се ускокне со државни средства тие лекови да бидат строго на време набавени, затоа што таа посебно болест на онкологија не трпи чекање, затоа што мора во одредено време да се прими тој лек и да има ефект. Се до тогаш ќе биде ово, значи само обвинувања едни на други, други на трети и така натака. Меѓутоа, јас лично ќе кажам, секогаш ќе биде виновен тој што е на власт, затоа што тој е должен да обезе. Се бореше да ја земе власта, таксаше дека се ќе биде на време направено, сторено, купено, продадено и така натака, но не може они сега да се вадат претходно. Тие кога биле овој проблем, го имало, го решавале како го решавале, значи сме. Меѓутоа, тие си отидоа, готов тој воз замина и по тој воз нема да плачиме. Затоа ми се чини дека сегашната власт е... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Сега ќе ве посетам секако да коментирате и споделувате и на Facebook. Профилот подсетуваме на Црвена линија, ова особено го подсетувам за оние кои што можеби подосна се вклучија и не следат, бидејќи меѓу јавувањата ќе читаме и коментари. А секако за да бидете и целосно информирани за се што ве интересира, како надвор од земјата, така и за случувањата кај нас, задолжително кликнете и на tilma.com.mk. Еве на кој наслов да се задржите кога веќе зборуваме за денешната тема во Црвена линија. Всушност, насловот е проблемот со биолошката терапија во онкологија ќе биде решен до крајот на оваа недела, потврди Таравари. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно, подобро да ве слушнеме. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Госпожа Тино, една молба имам до вас. Повелете. Онколошка болница без пред нова година, да видам каква е ситуација, се прошетам, само е лудница. Ali da vi kažem stručno nešto, postoji protokol, тој протокол е една главна книга, да секој пациент, сите пациенти кои добиват тие цитостатици, тие работи, ги има упишен кој доктор дозволил, на основа што се дават тие цитостатици, на основа кој пациент треба да добие, колку пати, се тоа. И тоа е све во 3 листа. Едниот главниот лист оди на останува во клиниката, а еден оди за требување во за тие цитостатици или тие лекови, онколошки лекови, оди во предпријатие кој се бави со тоа за трговија, ама без шефот на оделение, без главната сестра, без лицето кој го... Благодарам многу за учеството во ова издание на Црвена линија и подсетување, сега кој внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување, се додека траеме, оние кои што редовно нели се активни во Црвена линија, го знаат тоа, можете повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Благодарам уште еднаш на претходниот гледач. Добар ден. Добар ден и поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Во Црвена линија сте. Во врска со темата, видите, проблемите на онкологија се утврдија дека се појавија уште за времето на владењето на социјалдемократскиот совез и ДУИ. И тоа е тоа сега. Се водат, веројатно се водат постати за виновници и така натака. Но
мене ме зачудува тоа што овие подпаровливе на ДПМН како самостраци критикуваат нешто што се случило. Па нека е бркат тие органите та работа тоа што се случило, а на овие изгледа од ДПМН леле мори мајко, најглавно им е народов како да ја префрли вината и понатака на Социјалдемократскиот сојуз. А наместо да го лечат народот. Абе нека не се прават наудрени, нека го лечат народот, а критиките нека му ги остават веќе на други. И е пукнаа главата само за популизам што зборуваат. Тешко нас ова фалсификат ДПМН. Благодарам и пријатно. Благодарам многу, ви благодариме и ние за вашите одговори во црвена линија. Добар ден. Здраво, Тина. Многу слабо ве слушам, морам да признам. Ало, дали се слушаме? Сега е веќе подобро, да, повелете во црвена линија. Здраво, Тина, поздрав до вас. Голем поздрав и до вас, секако. Значи вака, сега за темата, јас сум онколошки пациент. Дали ме слушате? Да, продолжете. Од 2017 година, значи на 39 години тогаш бев. Значи тогаш беше министар Никола Тодоровски, не остави без терапија. Година и пол сум примала терапија, и херцептин, и црвената, и контроли редовни, и доктори. Значи ниту една сме немале промашена терапија на тој термин кога сме требале да одиме на 21 ден. Значи, потоа беше министер Бујар Османи, се смени и тој не остави, значи поздрав до Никола Тодоровски и до Бујар Османи. Како може они да водеа грижа тие 2 години, значи редов, дури имаше термини за скен на коски преку ред да се снимаме ние. То не знам како беше, супер беше. И еве не живи и здрави се, а кој се успее, секој да успее да биде живи и здрави. Како може Систина во секој момент да има терапијата, така? Него таа е скапа терапија, по 3 до 5.000 евра, секој не може да дозволи. Значи се до министерот и до владата. Под хитно таравари да си даде оставка ако не го бива. Ова е задна шанса за овие, ова е последно, значи ако не е терапијата, луѓето си одат, си гинат млади. Огромно благодарам што се вклучивте во црвена линија и сега го со гледачите ве споделивте како поранешен пациент од онкологија, всушност како било некогаш, како е сега. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Што се чудат луѓе во здравството, какво ли е, кој како се лечи, што се прави? Тоа си е кармакараши. Секој си има закон свој, секој си тера по своje, што му треба, тоа прави, како прави, кај оди, кога иди. Тоа не личи на некоја дисциплина, на некој здравство, на некој ред. Нема ништо. Рамилукот е тамо, парите се тамо, да зборуваат за лекарства си достапни немало, темало ова, немало она, ваму биле, онаму биле. Овој ги набавил, овој не ги набавил, овој ги украл. Дали се срамат за тие луѓе? Има ли дисциплина или нема? Нема за овој народ камшик треба сегде. Закон ќе го поставам и нема за ја од тоа. Влакно едно не сме напред назад да фалиме. Овие со апетит, со трчање да патат негдека, само за плен влегуваат. Да направат, да зграбат, да здрпат и да ги снема. Здравство, граѓаните ќе ги лечеле, многу има гајле за граѓаните. И граѓаните се виновни, мал се нешто не оди на улица, мал се нешто брзна. Сламка тука ни дарала на улица да излезат. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. На 02307-005 верувам вклучуваме нов гледач или може би гледачка. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Проблемот е сериозен. Како прво, овој проблем не е за начешма и за
кооперација, ова е за еве да го решаваме тука, да си го дајме своето мислење, шо и кој и како е, да се најди кој е кривецот. Не може кривец да биде оној кој што скоро година дена не е на власт. Значи не управува со таа работа, со набавки, со налековите, со тие работи. Значи, овие, немајки шанса, не можејки да излезат од ова криза, и сега го обвинуваат. Филипче е крив, дрогеријата доктор Пановски крива, едно друго, а овие какви се? Овие се сите прави. Доедем. Значи, начело со Бране, кој што го имат на телевизија секој ден, дежурна лапача. Значи, навистина, а пациентите чекат. Боледуваат, некои умират, некои се, значи, критично, меѓутоа лекот го нема. Лековите ги нема. Како ги имаше порано, а сега ги нема. Шо е работата? Да, имаше една мала криза и во кражба на лекови за време на СДСМ, меѓутоа ова сега што личи. Благодарам многу за вашите одговори и учеството секако. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Фала, але видите, здравството во Македонија е катастрофално. Јас би дал еднакво, по мене што ми се да има десено, а и на сите тоа му се десува. Сите бараат, ако сакаш да ти викнат на време на лекар или на операција или на тоа, бараат дополнително пари надвор од здравството. Затоа, јас апелирам до сите вработени да го бойкотираат здравството, да си собираат пари и да се лечат каде сакат во приватните болници. Друго спас нема. Во е катастрофа више. Сите норми се поминат. Фала, Нина, и пријатно. Благодарам и вам. Иако куси, секако бевте јасни, благодарам и вам за учеството во црвена линија. Ке подсетиме уште еднаш, значи многу повеќе се разбира информации и на telma.com.mk. Еве уште еден наслов однос на темата за која што зборуваме со вас. Сушност можете и да го погледнете видеото. Вели Венко Филипче тврди дека Рашила Мизрахи за случајот онкологија ги криела извештаите и додека пациентите ја чекаат неопходната терапија, власта и опозицијата продолжуваат со префрлање на топката за тоа кој е виновен за настанатата состојба на клиниката. ВМРО ДПМН утрово преку соопштение го повикува јавното обвинителство да поведе постапка и да го посочи Венко Филипче дека стои зад мафијата која профитира на здравјето на граѓаните. Филипче пак тврди дека Рашила Мизрахи, која беше председателка на анкетната комисија за случајот онкологија, ги криела извештаите. Подсетувам telma.com.mk. Сега време да слушнеме и нови одговори од гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам. Па сега ова ВМРО ДПМН не обвинува едно СДСМ друго. Они 30 години вака работат. Вака, го замајуваат народот, кој сега гледа што ево ВМРО ќе се јави у полза на ВМРО. Кој е од СДС ќе се јави у полза на СДС. И така 30 години ние работим. Сега, Тина, би било добро, например, да пуштеше пред емисијава ВМРО што ко беше во опозиција за онкологија, што збореше? Лидер, сега што е премиер, Мицкоски, што збореше за онкологија? Факти, овакво, исти се двете партии, нема ништо разлика. Они само сакаат на грбот на граѓаните да се збогатат и цело време вака ќе трае. Едни ќе обвинуваат, други ќе негираат, трети ќе ова ќе кажат и цело време државава иде у пропаст ради овие три партии. Од овие три партии ја многу пати сум кажал. Абе, еден од овие не може здрав да одбереш. Еден од сите три партии
и да го ставиш на некоја позиција. Еден. Све упропастија Македонија, не само онкологија, ама све упропастија. Благодарам и вам за одговорите. Има уште еден коментар кој што секако е напишан на нашата Facebook страница Црвена линија. Наташа Игеска напишала: "Здраво Тина, поздрав до тебе лично и до телевизијата Телма. Поздрав и до тебе, Наташа. Има решение и за нечесното работење со пациентите во онкологија и за целосното нефункционирање на здравството. Ако народот како газда во државава и кој им ги плаќа кредитите со камати, а без помош во здравство и школство, масовно излезе пред владата и конечно си ги побара рамноправните права за секој граѓанин подеднакво. Бидејќи здравјето е на прво место, а животот е еден и тоа многу вреден. Има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија? Ова е прашањето кое што денес го поставува Црвена линија до вас. Добар ден. Добар ден. Дали имаме гледач? Ке подсетам, значи продолжете секако и со учеството на анкетата која што ни е на Инстаграм, значи се уште во тек, еве додека да вклучиме нов гледач, се разбира, ке ве подсетам, се уште има време како изгледаме таму. Прашањето идентично кое што го поставуваме и за гледачите кои што треба да се вклучат во Црвена линија, има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија? Па еве да погледнете како изгледаме на Инстаграм. Дали може да покажеме? Ете, кликнете, се уште има време на вашиот одговор. Ако е да, кликате на ова поле, ако е не, кликате на ова поле. Ке сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите некаде пред крајот на Црвена линија. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Ве слушаме, повелете. Значи, онкологија. Тешко на тие луѓе што дошле на таа врата таму. Значи, стои само Господ тука, и ако имаш пари, ништо друго. Значи, парата се прави. Значи, тој Малмет, еве го Малмет, нели, ајде на латински да не кажам што значи Малмет и како значи. Значи, што сакате од тоа? Значи, во Косово може да има и лекови, може да има све. Нели, Малмет е Косово и Македонија заеднички направено овако договор. Така да франгетна агенција. Значи, таму може све да има, овдека не може да има. Ајде некој нека каже, нека го видат тој Малмет, нека направат што се прави, каде одат тие лековите, не само да се збори вака, ајде ти, ја и што ти ја знам таму, само буквално како оговарање само. Дајте, отворите Малмет, тоа е заедничка корпорација таму, нека се види каде одат лековите, од кај доаѓат, што одат. Тука немате пеницилин, во Косово имате. Не знам, сега не ми текнуват од брзина и овие другите сирупите. Па чекајте малку. Зашто тоа вака се прави? Што ќе правиме ние? Овдека ќе финансираме други држави. Пензионери од Косово тука, не знам, лекови и ние што правиме овдека Македонија. За нас, значи, нема ништо. Кај нас сите имаат предност од надвор, ние овдека цел живот плаќаш и утре, не дај Боже, вака како ќе ти дојде, а криви се тие пациентите што, не дај Боже, починуваат, многу ми е жал, меѓутоа мора тоа да го кажам. Инаку друг крив кој ќе најде? Каде е Пановски дрогерија да видат? Благодарам многу и вам за учеството. Останете секако со нас, продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, овие проблеми што се на онкологија и вакви или слични на сите клиники има во болница. Само ова може да е најтешка болест, никој не пожелувам да отиде на онкологија да се лечи, ама како ќе ни пише судбината, така мора да постапуваме во животот. И сега, дали може? Па секако дека може. Сега нашиве сегашни власти имаат 3-4 месеци пред да се донесе буџетот во државава. Зошто не одвоија пари? Како веднаш во јануари немаат пари за онкологија да купат лекови? Мене тоа ми е сумнително. И сега се враќаат назад, овие взимале на реверс. Па и вие земете на реверс. Па како ќе ги плаќате ваша работа? И нека им влезе инспекција финансова и на тие предните и на овие сега, да видиме како работел и реверсот е некој начин на работа, дали крадели или честно го извршувале тој реверс, да не страдаат пациентите, ако веќе има леки за такви со метастази. Медицината оди напред, не човечки е да речеме дека нема надеж. Каде ние живееме?
Во Европа живееме или на Марс? На земја сме, меѓу луѓе, меѓу цивилизација, се гордееме, сме биле во Европа, во Брисел, сме биле во Америка, а да немаме лекови како што има во светот. Тоа е срамота прво за владата, а и докторската села малку треба да окрене гласот. Ние имаме многу добри доктори, што може здравството да го опорават и да го дигнат на нозе. Благодарам многу и вам за учеството. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Дали го имаме се уште гледачот или може би гледачката на линија? Посетување, особено за оние кои што за прв пат ке се вклучат во црвена линија, ве молам по вртењето на нашиот број 02307005, од кога ќе ве превземат во режија, намалите го целосно и тонот на ТВ приемникот, за да нели немате чувство дека може би некој друг зборува наместо вас и да немате чувство дека сте веќе вклучени во емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Што запнале луѓе во само онкологија? Во другите работи средено све е? Абе, кај да чепни се е каша попара? Кајте во судот шо прават? Еден вика вака, другиот така. Има ли правда во оваа држава? Има ли некој ред нешто? Во ништо. Само судство, здравство, абе, не знам што да зборувам. Закон нема, па ши бузлук е. Некој зборува лекоите. Лекоите имаат виза и може да патуваат секдека. И преку граница. Кај сака, тамо може да патуваат. Слободни се. И овие што се на власт за лекоите, тоа е како некоја лична својина. Што му треба, тој ќе си земи. Кај му треба, тамо ќе го прати. Држава немаме, не се интересира никој, закони не ги почитува никој, и ако некој го фатат, не е така, ќе верглаве, ќе го слободат. Филипче, што има сега да излекува, да се правда, кај се законите. Тоа за 5 дена се решава. Преку телевизија се прекукуваат, народот го тешат. Тешко на болните што имаат од таква болест. Во никоја држава не се случува, нигде на медиумите не го ова зборуваат дека лекои нема, дека вака, дека онака. И срамота што го прават. Благодарам за учеството. Останете со нас. Време е во останатото време од црвена линија да слушнеме уште неколку одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. И со господинот и пред него, со господјата, апсолутно се служувам. Каква е ова власт? Што е ова власт? Што работи? Деми ли? За себе ли само се гледа? 6 месеци се на власт. 6 месеци по 30 дена, 180 дена. Како тоа? 7 години како брзо поминаа. Ништо не се стори. Се беше во ред. Мет и млеко течеше. Сега за 6 месеци потеко отрови место мет и млеко. Сам да име. Но сепак, цинизмот на страна, владата си знае што работи. Само што сите сме гледале Газа каква беше срушена и сите гледавме и видовме пожарот што напри тамо во Холивуд, во Лос Анджелес. И ова што оваа претходната влада учека, односно дуи УДБА, односно СДС, го направија со државата во не само овие 7 години, туку и наназад многу години. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Тоа како одговорија на Инстаграм ќе споделиме во овој момент. Секако ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, заследите не. Утре ќе има нова анкета, секако и нова тема во црвена линија. На денешното прашање има ли надеж за онколошките пациенти во Македонија, еве ги и резултатите. Со да одговорија само 8%. Со не одговорија 92%. Време е да ги погледнеме рекламите, а потоа повторно сме јас и вие во студио заедно.
Ви благодарам за тоа што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Сега сум повеќе од сигурна дека ќе ве препуштам во добри раце, со оглед на тоа што барем кај комшиите мои, темите се секогаш поведри и има, предпоставувам, и многу интересни задачи за гостите, ама и многу добра музика. Ќе биде и така денес? Секогаш. Толку И имате торта да ќе има. Значи јас да не мрдам. Толку. Да се преселам ја кај вас најдобро. Може. Не бегај на кај дома, биди така. Ќе бидам така, а вие бидете вака. Ајде. И